Благодарам, председателе. Мојата процедурална забелешка е директно кон вас. Се повикувам на член 78 од Деловникот, став 1. Претресот по точките од дневниот ред се врши според утврдениот редослед на дневниот ред. И член 79 став 1, собранието не може да расправа по прашања за кои матичното работно дело и законодавната правна комисија не зазеле став, ако со овој деловник поинаку не е уредено. Тоа што имав јас можност да го видам и она што е ставено на дневниот ред, ова што го зборуваше колега Костадинов апсолутно нема врска со дневниот ред и би ве замолил да ги опоменувате пратениците, наместо да ја користат собраниската, тоест говорницата од салата за одржување на комисии Борис Трајковски, да пласираат политички тези, изричето да се фокусираат на она кој што го имаме денеска на дневниот ред. Инаку, само колку да не се искривуваат тезите во јавноста, должен сум да одговорам кога некој не ја говори вистината и не ја говори вистината, се фали со раст на индустријското производство, ама избегнува да каже дека бројот на вработени во индустријата е намален за 5% оваа година споредбено со годината лани. И не знам зашто сте повикани или кој ве праша тука за локалните избори во Штип. Еве ја користам оваа говорница да ве прашам вас директно, дали вас некој ве казни? Дали вас некој ве казни за тоа што вие лично не ги почитувавте мерките за заштита? Дали вие во Штип почитувавте дистанца? Дали вие во Штип кога прославувавте во кафулето носевте маска? Дали немавте тогаш грижа на совест? Дали тогаш не бевте волку како да се изразам, еве да не ве навредам, а сепак ве почитувам, тоест вашата функција, граѓаните кои што гласале за вас, не бевте гласот на одредена совест? Дали тогаш не кажувавте кој ги прекршувал мерките, кој бил антиваксер, кој бил ваксер? Зашо вие тогаш не си плативте казна како што си плаќаат сите граѓани кои што полицијата ќе ги запрека, што не носат маска, кои што не држат дистанца? Што сте вие повластен од другите граѓани, одговорите? Зашто вие, еве, како пратеник, не рековте да сгрешив? Еве ја фотографијата, во Штип, славев, бев, не почитував мерки, поважно ми беше да прославам тоа што во Штип СДСМ на спаринг меч излезе, успеа влечејќи некого за уши да освои каква таква победа. Наместо да кажувате дали Иван имал поддршка од Христијан Мицковски, кажете вие. Еве, да, јас, Коста Костадинов, пратеник, портпарол, ќе си платам казна за тоа што бев. Колега, како се викаше тој барот, да го изрекламирам, кај што седеше колегава таму? Кажете го слободно, да кажеме кај бил, во кое место, во колку часот, фотографии има, или за тоа не се зборува. Ама ќе зборуваме сега ние тука за нешто што не е точка на дневен ред. Ајде да зборуваме за тоа. Ова е еден од законите каде што ние имаме конструктивни предлози како да им помогнеме на оние кои што се засегнати со законско решение. Навистина, немојте да го трошите времето, кој каков бил, кој каде бил, кој што правел, кој од кого имал поддршка. Ајде да разговараме за она што е на дневен ред. Немојте да го трошите времето. Сакаме да дискутираме и на пленарната седница, има и таму точки за кои што сакаме да дадеме конструктивни предлози. Ајде да се фокусираме на тоа што е дневен ред. Благодарам колега Стојановски. Ви држи забелешката во врска со процедуралното.